Благодарам и господин Кулен на зборовите кои што ги упати, како и на забелешките кои што со најголем дел и се согласуваме и работиме заедно за да ги адресираме овие предизвици. Пред да почнам, сагам една приказна малце да раскажам. Пред неколку дена ме прашува, имав интервју некој за медиумите и ме вика, добро, кога ќе заврши веќе реформата за јавната администрација? Викам, видете, тоа не е процес што се случува преку ноќ. И следното прашање беше, добро, колку ноќи ви требаат за да реформирате ја администрација? Многу и многу неспани ноќи, веројатно. И до сега имавме такви, ама ќе имаме уште многу повеќе. И тоа она што поентата ми е, реформата на јавната администрација никогаш не заврши. Што е континуиран процес кој што трае и ќе трае. Работите кои што ги имаме предвидено во стратегијата за реформа на јавната администрација се дел од реформите кои што ќе завршат 2022. Во меѓувреме ќе се случат толку многу работи. Ќе се измислат нови технологии, нови начини на работа, да реформата ќе мора да продолжи понатака. Значи тоа е континуиран процес, жив организам кој што никогаш нема да заврши. Она што треба да го направиме за да си помогнеме самите на себе е да ги прифатиме и новите технологии во реформата на јавната администрација. И моето Министерство е за информатичко општество и администрација, мислам дека навистина комбинацијата што треба да го даде рецептот за реформата на јавната администрација во иднина. Новите технологии, примената на информатичко-комуникацијските технологии, особено во земја која што пати од таков недостаток на инфраструктура, е основата за реформата на јавната администрација во 21. век. Зошто правиме реформа на јавна администрација? Тоа не е за да ние внатрешно во институциите, не знам, работиме подобро, побово не биде и така натака. Проста една и единствена цел. Побрзи, поефикасни и поевтини услуги за граѓаните и бизнисите. Тоа е целта на сите овие стратешки документи и се она што се обидуваме да го направиме. И не треба да реформата на јавната администрација гледаме посебно од главните проблеми на граѓаните. Главните проблеми на граѓаните не во анкети сега, де човек на улица прашите го, што е невработеност и нискиот животен стандард. Значи нас не треба ефикасна, брза, поевтина услуга и јавна администрација која што ќе обезбеди услови за отварање на нови работни места и зголемување на животниот стандард. Во Македонија водевме големи и скапи реклами за привлекување на инвеститори. Македонија ги намаливме доноците, најниски ни се во Европа. А во Македонија неаме доволен инвестицијски циклус, неаме доволно отварање на работни места. Зошто? Токму заради овие проблеми за кои што господја Боричка претходно збореше. Ние немавме систем на владење на правото, ние немавме јавни финансии, односно менаџмент на јавни, управување на јавни финансии, и ние немавме и немаме ефикасна јавна администрација. Тоа се условите што ги бара било кој недомашен, странски, од каде сагате, инвеститор за отварање на нови работни места и за зголемување на плати. Исто така, една од главните проблеми со кои што треба да се соочиме и не треба да го забравиме и во контекст на оваа приказна, е и корупцијата. Користењето на информатичко-комуникацијските технологии цврсто верувам дека значи намалување на можностите за корупција. Автоматизирањето на процесите, елиминирањето на човечкиот фактор значи намалување на можноста за корупција. И затоа и во самата стратегија имаме предвидено ред на мерки кои што значат дигитализација и на комуникацијата помеѓу институциите помеѓу себе, но и нудење на електронски услуги кај граѓаните. Во овој контекст веќе би сакале да зборувам и за стратегијата за реформа на јавната администрација која што владата ја усвои во февруари оваа година. Таму имаме дефинирано општи и посебни цели во оваа стратегија и е за прв пат стратегија која што има и акцијски план, но и индикатори за исполнетост на стратегијата, како и соодветен буџет. Во оваа прилика уште еднаш би сакал да се заблагодарам на представниците на Сигма и на Европската комисија кои што сесебно ни помогнаа во изготвувањето на акцијскиот план, на индикаторите и на буџетирањето на целата стратегија. Значи, што сакаме да направиме со стратегијата? Суштински да ги подобриме состојбите во однос на законската рамка, на организацијската поставеност,
на капацитетите на институциите и на човечките капацитети во администрацијата. И тука апсолутно се согласувам со она што господин Кулен го кажа и ќе бидеме искрени. Едни од главните сомнежи на каков начин и дали ќе се исполни стратегијата за реформа на јавната администрација е во капацитетите на институциите. И јас ги имам тие сомнежи. Ама тоа не значи дека треба да се откажеме, туку напротив, да работиме уште повеќе, за да брзо ги надминеме овие предизвици и за да успееме да создадеме капацитети, за да ја спроведеме целосно стратегијата до 2022 година. Во стратегијата имаме 4 клучни области. Првата област се однесува на креирање на политики и координација. Она што и до сега беше идентификувано како еден од големите проблеми. Вториот дел за јавната служба и управувањето со човечките ресурси. Третото се однесува на одговорност, отчетност и транспарентност. И четвртото, моето омилено, давање услуги и ИКТ поддршка на администрацијата. Тоа ми е професијата. Реформата во однос на управувањето со јавните финансии, заедно со мерки за нивно остварување, се темелно разработени во програмата за реформа на управување за јавни финансии, чиј носител е Министерството на финансии. И во оваа прилика исто така се благодарам и на нив заради вклученоста на сите институции, вклучително и нашето министерство, во изработката на оваа програма, која што навистина сметам дека е голем, сериозен чекор напред за Македонија во овој дел и воопшто во реформата на администрацијата. Во приоритетната област креирање на политики и координации ќе превземеме мерки за зајакнување на среднорочното и секторското планирање, преку јакнење, како што веќе кажавме, и на институционалните, но и на човечките капацитети за координација на процесот на планирање. И тука тоа е поврзано и со секторски стратегии, и со буџетско планирање, со годишно планирање, се она што треба да го опфати еден процес на планирање на политиките. Посебно внимание ќе посветиме на зајакнување на механизмите за усогласување помеѓу планските документи на владата со секторските стратегии. Нивното спроведување, нивното следење на имплементацијата на сите овие стратегии. Многу важен момент кој што голем број на стратегии кои што ги имаме во државата го немаат. И навистина и во владата се обидуваме да сите стратегии кои што ги носиме во следниот период покрај акцијски план содржат индикатори за следење на исполнетоста на овие стратегии. Приоритет ќе биде јакнењето на аналитичките капацитети на институциите. Да бидам брутално искрен, такви не постојат. Или се многу мали. Зборувам барем за институциите во кои што сум имал пристап да ги видам. Нешто во Министерството на финансии постои и во неколку други институции, но генерално не постојат. Не е само за анализи правење, туку согласување на законодавство, ефикасно следење и транспарентно известување за исполнувањето на политиките. И она што кажа господинот Кулен апсолутно е точно. Значи, ние имаме апсолутно превработеност во администрацијата, но на најниските нивоа на организација. Значи, имаме преголем број на луѓе кои што се помлади соработници и на најниските нивоа на хиерархијата, а немаме менаџерска структура. Ние мораме да најдеме начин и работиме во владата и заедно со Министерството на финансии на неколку предлози кои што ќе ни помогнат да успееме да привлечеме високо стручен кадар да дојде да работи во администрацијата, за да можеме да ги спроведуваме овие политики, за да можеме квалитет да дадеме во оваа работа. Затоа кога често ме прашуваат исто на медиумите дали ќе има вработување во администрацијата, да, ќе има. Но согласно потребите на администрацијата. До сега имаше вработување во администрацијата согласно потребите на партијата, а не согласно потребите на институциите. Да, вработување ќе има согласно потребите на институциите. За ефикасна поддршка на владата во донесувањето на одлуките, ќе ја зајакнеме и организационата и административната структура на она што ние го нарекуваме центар на владата. Тоа се клучните институции во делот на координација на политиките, во спроведувањето на политиките. Особено во однос на квалитетот и конзистентноста на содржините на политиките што ги носиме. Во приоритетната област јавна служба и управување со човечки ресурси, мерките ќе бидат насочени кон деподилитизација на администрацијата. Особено внимание ќе посветиме на професионализацијата на високите раководни структури преку јасно разграничување помеѓу политичкото и професионалното ниво. Ќе уведеме нова категорија на вработени
кои што ги нарековме високи државни службеници, со дефинирање и регулирање на транспарентни и конкурентни процедури засновани на заслуги. И она што фактички ова ќе предизвика во комбинација со јасно предвидени процедури и за разрешување и за именување, конечно да завршиме со овој процес на политизација на високите раководни структури во институциите. Администрацијата треба да биде администрација и да си работи својата работа без разлика на промените на власт. Во делот одговорност, отчетност и транспарентност ќе превземеме мерки за реорганизација и оптимизација на органите на државната управа, агенции и инспекцијски служби на централна власт, со цел да обезбедиме отчетност, но и да го елиминираме препоклопувањето на ингеренциите кои што голем дел на институциите го имаат помеѓу себе. Јасно мора да ги распределиме надлежностите, да имаме координација и управување за да можеме квалитетно да даваме услуги на граѓаните. Да знаат кај да се обратат, со други зборови. Сега имаме и со тоа проблем. Ќе намалиме можноста за злоупотреба на исклучоците за доставување на информации од јавен карактер преку давање на јасни критериуми и дистинкција за класификација на информациите од јавен карактер. Ќе примениме нов принцип. Некои документи не треба да се класифицираат, како што сега беше пракса. Туку само кои се оние документи кои што мора да бидат класифицирани. Се друго мора да биде јавно. Ќе подготвиме и веќе во фаза на подготовка и во финална фаза нова стратегија за отворени податоци, каде што ќе имаме една и единствена платформа за доставување на отворени податоци за граѓаните. Ова значи нов портал за отворени податоци. И сега многу луѓе мислат тоа ќе биде некој вебсайт каде што ќе можат да најдат се и да прочитаат. Не е така едноставно. Значи, едно е веб страна на институција, а портал за отворени податоци е место каде што институциите ќе ги доставуваат аналитичките податоци со кои што сите заинтересирани граѓани, институции, невладени организации ќе можат да прават анализи, но бизнис секторот, и ова го покажува искуството од многу земји, врз база на отворените податоци ќе може да создава нови вредности, нови бизниси. Тоа ќе отвора и можности за нови работни места. Се работи за инвентивност и иновативност која што треба да го искористи бизнис секторот заради достапноста на податоците кои што ќе бидат презентирани на ниво наредниот период. И ова можам да кажам дека веќе кон крајот на јуни, почетокот на јули веќе ќе граѓаните и бизнисите ќе имаат можност да ги користат овие придобивки. Во областа давање на услуги ИКТ поддршка на администрацијата, превзедовме мерки за планирано, организирано и централно координирање на дигиталната трансформација на администрацијата. Во таа насока го формиравме и Националниот ИКТ совет, кој што е централно место каде што конечно ќе ги планираме и организираме политиките во делот на информацијско-комуникацијските технологии како поддршка на администрацијата. Заради подобрена достапност на услугите до граѓаните, ќе утврдиме и воведеме стандарди за веб присуство на институциите, вклучително и стандарди за лица за попреченост, кои што до сега многу недостасуваат. Ќе пристапиме кон целосен реинженеринг на услугите со цел за нивна полесна дигитализација, при што корисниците на услугите ќе бидат во центарот на процесот, а не она што е лесно да се направи. Ќе воведеме центри за единствена точка на услуги, каде што граѓаните веќе од оваа година ќе можат на едно место да добиваат услуги и да вадат документи од повеќе различни институции. Првиот проект, кој што ќе го започнеме во Скопје, ќе нуди услуги и документи од 17 различни институции. Ќе воведеме исто така кон средината на оваа година и новиот национален портал за електронски услуги. На едно и единствено место, секоја година ќе го зголемуваме бројот на електронски услуги кои што ги нудиме на граѓаните. За сите овие проекти имаме сестрна поддршка од страна на Европската комисија. Ќе го следиме и задоволството на корисниците преку механизми за користење на наоди и развивање на подобрени услуги за граѓаните. Ќе спроведеме и анализа на досегашната примена на системот за квалитет и заедничката рамка за проценка на работата и давањето на услуги. Ќе се дефинираат и механизми за проширувањето на бројот на сертифицираните органи и постојаното применување на системот за квалитет. За да можеме да имаме контрола и целосно да го спроведеме процесот на реформа на јавната администрација,
Не мислевме дека е доволно за тоа да се посвети ниту само Министерството за информатичко општество и администрација, ниту е доволна само меѓуресорска хоризонтална координација. Реформата на јавната администрација не е проект на Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството на финансии. Тоа е задача на сите нас, на целата влада, на сите институции, на сите граѓани. Затоа го формиравме и Советот за реформа на јавна администрација, кој што го води лично премиерот Заев. Ни треба национално врвно тело, кој што ќе може да гарантира спроведување на сето тоа што сме го напишале во стратегијата. Советот се формираше и веќе до сега одржа 2 состаноци, со кој што ја следи почетокот на имплементацијата на стратегијата. Во рамките на Советот функционира и секретаријат, кој што е составен од административни службеници, експерти од областа, од сите институции кои што ја работата ги подготвуваат состаноците на Советот и ја следат секојдневно имплементацијата на стратегијата. Што е улогата на Советот? Координација на процесот, взаемна поврзаност помеѓу институциите, усогласеност на стратешките документи, планирање на реформата на јавната администрација, но и буџетот, како и процесот на евроинтеграција на Македонија, се е тоа едното исто, заедно, истата приказна. Следење на спроведувањето на акцијскиот план и препораки до владата за превземање на соодветни мерки, приоритизација на клучните чекори, затоа не требаат сите во Советот, затоа не треба и премиерот во Советот, и разгледување на ефектите од спроведувањето на реформските активности. Во текот на овие активности, пак ќе кажам, значи не сме ние министрите само вклучени политичарите. Ги имаме и професионалците од институциите кои што целосно се вклучени преку работата и активностите на секретаријатот за реформа на јавната администрација. Следењето на имплементацијата е последното нешто што е можеби најважно. Индикаторите. Индикаторите кои што ги воспоставивме овозможуваат на сите граѓани, на невладиниот сектор, на институциите, на медиумите да не следат во чекор за нивото на имплементација на секоја посебна мерка од стратегијата за реформа на јавната администрација. Ова е нешто што сега не било возможно. И ова придонесува и кон транспарентноста на институциите. Ние ќе го чувствуваме притисокот на јавноста за спроведување на овие мерки и затоа и ќе мораме да ги навремено спроведуваме. На секои 6 месеци до Советот за реформа на јавната администрација, Министерството за информатичко општество и администрација ќе доставува извештај за спроведувањето на акцијскиот план. Извештаите ги објавуваме и на веб страната на Министерството и на веб страната на владата. Сите да ги гледаат. Целта на оценувањето е да се направи пресек за конкретниот напредок или назадување во областа. Овие анализи, кои што до сега чекавме некој друг да ги не прави од надвор, ќе ги правиме ние, онаму каде што треба, во институциите. Оценувањето за спроведувањето на стратегијата нема да го правиме ние. Ќе ангажираме независни експерти кои што и на среден рок, на 2 години, ќе прават анализи за спроведувањето на стратегијата. За обезбедување на објективност во процесот на евалуација од страна на независните експерти ќе се спроведуваат и консултации со граѓанското општество и со релевантните институции. Во основа на извештаите за степенот на имплементација на стратегијата и на одите на оценувањето ќе се пристапи и, ако е потребно, ревизија на акцијскиот план. Но она што мораме да го потенцираме е дека и пред давањето на извештаите до Советот за реформа на јавната администрација, целосно ќе биде вклучена јавноста. Значи, извештаите ќе се темелат на претходно одржани јавни дебати, во кои што ќе бидат вклучени граѓанските организации, граѓаните, сите оние што сакаат, па врз база на нивните наоди, наодите на ние што ги имаме како институции и, рековме, независни експерти, ќе се состави извештајот кој што ќе биде доставен до страна до Советот за реформа на јавната администрација и до владата. И сосема накратко, се надевам не бев многу долг, имаше многу што да се збори за реформата на јавната администрација. Овде има луѓе што и многу подобро тоа треба го знаат од мене. Ние, политичарите, доаѓаме и си одиме, мораме да ги зајакнеме капацитетите на институциите, дека без разлика кој да е министер, без разлика кој да е премиер и да е во власта, дека институциите ќе продолжат, администрацијата ќе продолжи со реформата. Не до 2022 година, туку континуирано
цело време и дека ќе ги изградиме заедно капацитетите на администрацијата, за да ниту Европската комисија, ниту ние самите имаме сомнеш во капацитетите за исполнување на овие реформски приоритети. Благодарам. Почитувани господја Боричка, господин Кулен, министер Манчевски, почитувани представници на институциите, организации, на медиумите. Јас најнапред сакам да кажам големо благодарност до луѓето од Европската Унија и до Сигма, бидејќи тие постојано, дури секојдневно, ни даваат поддршка за реформите кои што ги правиме. Оние минуси што ги видовме до јуни 2017 година сега се претворени во плусеви, во многу заради работата на луѓето во институциите, но и од огромната поддршка што ја добиваме и на експертско ниво, но и на различни други нивоа од Европската Унија. Затоа еве пред сите јавно сакам да се заблагодарам. Секако дека два клучни столба на реформите се реформа на јавната администрација и реформата на управувањето со јавните финансии. Во оваа прилика сакам да истакнам нешто што и потенцираше еврокомесарот за проширување господинот Хан. Тој вели дека реформата на администрацијата, на управувањето со јавните финансии, економското управување, како и владењето на правото се практично клучни реформи во општеството и клучни за движење во насока на стандардите на Европската Унија. Моја директна задача беше да ја водам реформата, односно да направиме вистинска реформа во управувањето со јавните финансии, затоа повеќе ќе се задржам во тој дел. Ние после многу годишно одолговлекување за многу краток временски период, на крајот на годината, во декември претходната година, донесовме реформа за управување со јавните финансии. Гледам дека тука има голем број од луѓето кои што ја предводеа реформата, пред се од Министерството за финансии. Јас сакам да им се заблагодарам и нив за посветеноста, бидејќи направивте голема работа. Оваа реформа, ваква реформа Македонија за прв пат има од независноста и таа се однесува практично на среден рок. Вообичаено политиките тука никогаш не биле дизајнирани да мислат повеќе години нанапред. Ова е реформа 2018-2021 година. Значи, како знаеме, не адхок што да менуваме во тековниот период, туку што ќе менуваме повеќе години. Исто така, многу е важно дека оваа реформа не носи чекор до, односно, е во насока на остварување на стандардите и најдобрите практики на Европската Унија. Исто така, не смеам да заборавам дека значајно учество при нејзиното градење имаше и невладиниот сектор, бидејќи и тие ни даваа сугестии, ни даваа критики и направија оваа стратегија да биде подобра. Секако дека реформата за управување на јавните финансии ги опфаќа сите клучни елементи на системот на јавни финансии, кој пак е, може да се каже слободно, крвотокот не само на јавната администрација, туку на целиот јавен систем. Оваа реформа опфаќа 7 клучни елементи, значи се што е потребно да го придвижиме овој систем према Европската Унија, од подобрување на даночната и царинската администрација до промени во системот на буџетирањето, па се до зголемување на транспарентноста и системот на внатрешна финансиска контрола. Ние на почетокот на годинава формиравме совет за следење на реформите на високо ниво, каде што во него членуваат министри од владата, тука е секако и министерот Манчевски, и донесовме акционен план за 2018 година кој го усвои владата и сега работиме по него. Во него имаме неколку главни приоритети. Прво е реформа на системот на јавните набавки. Видовте на слайдот дека таму имаме голем минус, но и тука морам да се заблагодарам дека луѓето од Сигма ни дадоа поддршка, експертско знаење како да го менуваме. Ние имаме во моментов здрав закон кој заедно со УСАИД направивме многу дебати.
направивме, го слушавме гласот на јавноста, зборувавме со невладините организации, зборувавме со луѓето од коморите и не го носиме на брзина, како што беше често пракса порано, туку низ еден предвидлив процес. Нашата цел е да биде усвоен од парламентот во октомври годинава, за да имаме вистинска промена према европските стандарди практики на овој многу важен систем на јавни набавки во Македонија. Второ нешто на што работиме и што е според акцијскиот план е законот за буџети. Законот за буџети практично треба да воведе повторно среднорочно буџетирање, кое што Македонија од независноста никогаш го немала. Секогаш буџетите биле ориентирани да гледаат само тековно, исто така да ја промени хиерархијата на буџетските корисници, бидејќи имаме премногу буџетски корисници, да воведе системи на контрола, како например фискален совет, нешто што успешно има во други земји. Во моментов работиме исто така на документ кој што потоа ќе не донесе и до закон за подобрување на јавната внатрешна контрола. Исто така наша обврска и работиме на тоа да донесеме, да го подобриме законот за јавен долг. Мислиме дека има многу работи кои што таму може да се променат и мене ми е драго што едно од сериозните обврски од минатото, тоа е закон за воведување на обврска на сите елементи во системот од буџетски корисници до јавни предпријатија, општини, своите обврски, значи воведуваме обврска за нив, своите доспејани неплатени обврски да мораат редовно да ги доставуваат до Министерството за финансии. Практично во многу краток период направивме софтвер кој што тоа ќе го возможи и ние ќе започнеме да ги објавуваме. Тоа ќе прави контрола на сите елементи во системот, да не се случува она што постоеше порано, тие бидејќи немаше транспарентен процес, ги криева обврските и ги зголемува. Сега јавноста ќе има увид и ќе правиме притисок на сите да ги намалуваат обврските. Ние веќе преземавме чекори веќе во минатата година да делот тие големи доспејани обврски од минатото да ги исплатиме. Во јавноста беше познато дека на пример помпезно отворената филхармонија, ние ја исплативме дел во 2017 година и ќе ја завршиме оваа година. Исто така, мене ми е со задоволство, ја можам да констатирам веќе тоа е видливо дека владата и системот на финанси веќе се движи сериозно во транспарентност. Значи преземавме многу чекори кои што ја овозможија транспарентност, практично јавноста да има увид во трошењето на парите пред се на граѓаните. За прв пат имаме месечни и квартални извештаи на извршување на буџетот по буџетски корисници, по општини, и тоа месечно и квартално. Такво нешто во минатото не постоеше. Исто така објавуваме редовно граѓански буџети, исто така во минатото тоа не било пракса. При донесувањето на буџетот уште пред тој да биде даден во парламентот, не само во парламентот, туку и во владата да го изгласа, ние организиравме јавната дебата и тоа ќе продолжиме да го правиме во иднина. Исто така за прв пат од независноста на Македонија на база на податоци на УЈП и на јавноста во детали соопштивме каков е распоредот на граѓаните според доходот. Но сега сакам јасно тука пред сите да кажам дека ние цврсто веруваме дека транспарентноста е клучна за Македонија да се движи во добра насока. Затоа ние во моментот во Министерството за финансии во изминативе неколку месеци многу работиме и на нешто што дури не е дел од стратегијата за реформи во јавните финансии на која што се обврзавме, но е многу порадикална транспарентност од тоа што таму стои, а тоа е, се надевам дека до крајот на годината ние трезорот, извршувањето од трезорот во детали ќе го објавуваме на веб сајтот. Тоа е по пример на Словенија и мислиме дека ќе донесе добро на Македонија, бидејќи граѓаните ќе можат во детали да знаат како се трошат нивните пари.
Во момент многу брзо веќе работиме на консултации со граѓанските здруженија, но веројатно ќе направиме и некои отворени дебати каде што ќе ги гледаме решенијата како подобро да ги представиме тие податоци. Уште еднаш сакам да се заблагодарам на луѓето од Сигма што го организираат ова. Мислам дека јавната администрација, јавните финанси се клучни за Македонија да се движи во добра насока и би требало со нашите пријатели од Европската Унија да имаме вакви дебати. Не е лошо и да бидеме искритикувани, и да ни бидат дадени сугестии, бидејќи сите заедно работиме за добро, да одиме напред и пред се да ги достигнеме стандардите на Европската Унија, бидејќи македонските граѓани тоа го заслужуваат. Ви благодарам.